14 февруари е денот на виното или Свети Трифун, оној кој ги благословува лузијата и благословува да добиеме плодна година и квалитетно вино. Нашите пријатели Сковин оваа година не поканија да бидеме дел од нивната манифестација, токму по овој повод за заеднички да прославиме за благодат, за убавини, за здравје, за многу љубов и за плодна година. На Шанк екипата се разбира дека е овде затоа што секаде каде што има добро и квалитетно вино сме тука за да прославиме. Господинот Сезов е овде со нас за тоа како е плановите на Сковин, за тоа новото вино кое го дегустираме денес и за нормално она што го очекувате како Сковин за новата 2017 година. Така, винарија Сковин, како и секоја година, го обележува празникот Свети Трифун, закројувањето на лозата. Можам да кажам дека Сковин може да се пофали дека не е присутен нели само на македонскиот пазар, повеќе од 70% од производството е за извоз. Значи на пазарите е една светски реномирана винарија која што извезува во Европа, Америка, Русија, Јапонија, еден пазар во кој што само нашата винарија Сковин е присутна. Друга работа е дека винаријата Сковин е еден од ретките македонски винари која што секоја година и оваа година предвремено ги исплати лозарите и со тоа покажува и докажува колкав поттик дава на лозарството како една гранка на земјоделието во Република Македонија. Она што е интересно е дека дегустиравме ново вино, односно нови насади, сега стручно не се разбирам, ти ќе ми помогнеш овде, но знам дека црвеното вино ми легна многу убав вкус. Да, нели со празникот Свети Трифун ја вадиме и новата реколта за оваа година, значи можевте да ги дегустирате вината кои што многу набрзо ќе се најдат нели на светските и на македонскиот и на светскиот пазар, значи тоа се вино од новата реколта. Знаете дека пред определено време винаријата Сковин изврши ребрендирање на етикетата и поготово оваа година имаме посебна една линија која барик линија и фајнест линија која што ќе имате можност на денешниот ден да ја дегустирате. Го славиме денот на виното, но предпоставувам дека спојувате и денот на љубовта според Запад, нели? Веќе, но на едно место на љубова мислам да го прославуваме ние овде. Па нели, љубовта е поврзана со виното. Во виното има многу љубов. Посакувам на сите, нели, гледачи на вашата емисија, секогаш да имаат прво здравје, а после многу љубов. Ви благодарам многу и ние на нашите гледачи им посакуваме секогаш да пијат квалитетно вино и да се сакаат. Благодарам и на вас.